Се зголемува бројот на заболени од грип во споредба со истиот период лани, но помалку случаи во однос на претходната недела. Според извештајот на Институтот за јавно здравје, најголем број случаи се регистрирани во Гостивар 20, Куманово 15, во Прилеп 7, Радовиш и Тетово по 5. Се очекува во текот на сезоната да расте бројот на заболени. По текот на последната недела регистрирани се 56 заболени лица со грип, односно тоа се лица со клиничка слика на грип или на некое заболување кој што личи на грип. Вкупно во сезоната имаме 244 заболени, зборуваме за мали бројки. Да, процентуално е тоа зголемувањето 63 како што кажавте проценти, но сепак е поголемо и од просекот и од минатата сезона, но не е значително зголемувањето. Се очекува пикот на грипот да биде крајот на јануари до средината на февруари. Во меѓувреме, загрижувачки е дека минатиот месец беше зголемен и бројот на заболени со COVID-19. Се уште немаме истестиран позитивен пациент, имаме досега 110 материјали во нашата лабораторија, значи ние сме опремени со реагенси и луѓето може да се тестираат паралелно и за грип и за COVID-19, немаме досега позитивен за грип, така да за сега не би можеле да кажеме каква ќе биде клиничката слика или бројот на заболени во текот на сезоната. COVID-19 е се уште присутен како болест. Од 33-та до 38-та недела оваа сезона имавме како еден пик на заболување од COVID-19, иако тука морам да напоменам дека се работи за многу мал број на тестирани лица од ова заболување, сепак регистриравме повисок број и повисок процент на позитивност. За сега вакцината против сезонски грип е најефективна мерка за превенција и се препорачува кај ранливите категории на граѓани: возрастните лица над 65 години, хронично болните без оглед на возраста, бремените жени, децата од 6 месеци до 5 години и здравствените работници. До сега, согласно извештајот на Институтот за јавно здравје, се аплицирани околу 32.000 дози на вакцини низ целата држава. Додека во пунктот на Институтот за јавно здравје во Скопје, но и на терен каде што се нивните тимови, до овој момент се вакцинирале 750 здравствени работници. Според лекарите, загрижувачки е фактот дека интересот за оваа вакцинација е стандардно низок кај бремените жени и децата и повторно ги повикаат да се пријават за бесплатна вакцинација со пополнување на апликацијата Вакцинација МК.